Уважаеми дами и господа, опа, се извинуваме. Почитувани дами и господа, имавме билатерална средба Македонија-Българија. Хо-хо, че хубаво. Толку време се изгуби во ладни односи, така че решихме да ги стоплиме односите. Еве господин Борисов одма ни го покажа најкраткиот пат до Европска Унија. Истина е време да развиеме еден нов дух на Балканот, особено пред се со Бугарија. Ние овие денови многу зборуваме за историјата и така натаму. Ние, бугарите, србите, грците, албанците, не само овие денови, години, векови наназад зборуваме само за историја и за географија. Ако се спојат сите учебници по историја и географија на Балканов во еден, Балканов ќе почвит од Финска па надолу, Бил Гейтс ќе е българин, главен град на Србија ќе е Токио, голема Албанија ќе е мал збор, а Солун ќе е наш соси предградието. Во основа нашите две држави да не се блиски, според мене е антиисториски. Така е, комшија можит не ќе се погоди, ќе те мрази, ќе сакат да ти умрит козата. Ама ако ќе дојде време гнојот и брбушките да се чистат, ќе дојде, ќе фрлите една рака, ќе ти поможит. Не за друго. И него ќе му смрдит. Уствари тој зато сакат да ти умрит козата. Знаеш, смрдит курнит. И време е да се живеет малце по-европски. Братска средба остваривме и ние, Министерството за комедија од Македонија, со Министерството за комедија од Българија. Еве обраќање има господин почитуван мој брат, господин Иван Кирков. Здравейте, аз съм Иван Кирков от Българското Министерство на комедията. Сърдечен поздрав на всички братя македонци и на Никола Тодоровски от Македонското Министерство на комедията. Колкото и политиката да ни разделя, винаги комедията ще ни обединява обратно. Поздрав на всички братя и до скоро. Чао! Точно така, политиката не разделува, но хуморот не обединува. Еве, почитувани дами и господа, полека се спремаме и ние за сезона во Охрид. Вие што сте се решиле да дојдете да потрошите некоја пара овде, во македонскиот Ерусалим, кој во летно време бучит од лежалки, љушпи и семки од пиперки по охридските плажи, како и милозвучните ноти на турбофолк до раните утрински часови. Значи, вие што ќе дојдете, не заборавајте покрај да направите селфи на плажа и да споделите по некоја фискална на социјалните мрежи. Заш да ставиш фискална од охридски кафич на Инстаграм на лето, тоа е прайслес. Заш друго е кој ќе оплатиш макијатото 80-90 денари и го пиеш на тротоар на асфалт во Скопје. Вака, во Охрид, со вода под газ, некако ценава не ми е баш компатибилна. Море златно Скопје во јули, седи си, уживај си, так, пушти си клима, свари си кафица по дома, поевтино на кино. За сите останати, што сакат кафе да испијат покрај амбиентот на Охридското езеро, повелете, отворени сме. Само како ќе стасате до Охрид, не знам. Заш сите патишта можда водат до Рим, ама изгледа ниеден до Охрид. Све е блокирано. Посебно онде, после Кичево, знаеш, кај што е автопатот, една дупка што им е ти скопано од 100 милиони евра. Бо. Црна дупка. Пола македонска економија ја голтна. Море кичевчани. Море, абе среќа сте немале. Таман си помислија, ќе им скокни цената на квадрат во Кичево, заш кај да купиш стан во Кичево, со автопатов автоматски си на 20 минути од центар во Охрид. Ама ништо, има дупки што со асфалт и бекатон плочка не се покривет. Предходната влада вложвеше во патишта и некако улициве слепи излегоја на крајот.
сега нека новава влада нека вложи во авиотранспорт, не знам, за да полетаме кон прогресот. Ама шо очекувавме, море, не знам. Значи ова изненадување е за вас, дека автопатот не се погодил. Ами кинези го правеа автопатот. Нормално е, кој ќе се заврши да биде автопат. Да, ама ко од на Алиекспрес порачам. Шо се 100 милиони евра за нас? Така, сгрешиле, ајде, нека бегат нешто и од нас. Ајде, живеј. Ова е автопатов од куќата нека е. Главен виновник за прогресот во Македонија, почитувани дами и господа, за преполнетата буџетска каса, да, се странските туристи. Не знам дали приметвите колку ги имат во Македонија. Секојдневно, јас само што ќе се разбудам, 5 швеđанки од подкревет вака ми излегвет. Абе, ко лебарки бегет? Немам кај да ги досместам дома. Јас се извинувам за оваа прекрасна гледка, ама што да правиме? Рекламиве за Македонија привлекват туристки и туристкињи, очо бучит од туристи, очо немат кај да ги сместиш, абе во фрижидер да отвориш 5 ескими покер ќе играат. Турено е од туристи, од сите нации, од сите генерации. И поради тој факт, почитувани дами и господа, владата реши да ги запре рекламите за Македонија Таймлес, кои се емитуваа во странски медиуми. Welcome to the country of music and emotions. Here, rising from the deep waters, you can reach the sky. Fascinating places, adventures, and tranquility. Hey, the tranquility. Тоа е тоа, опуштено. Овде све е ко на диазепам, зато кој шо сакат ни правит. Со прекинувањето на рекламите на CNN и на BBC, како што изјавил Заев, ќе се заштедат 10 милиони евра, што е фатално за преполнетата буџетска каса, но од друга страна ќе се намали бројката на странски туристи и конечно ќе можеме да здивниме во земјава. Странски туристи, да, кои што како стампедо се движат кон земјава. Дури ко беше упадот в собрание на 27-ми, помеѓу сите што влегоа, ако немаш и по некој странец, така залутан внатре, јас ево. Од што бучи државнава каса, ресорните министерства и претходно се праеле за да помогнат некако, колку што можат да потрошат, колку што се може некој денар да ја одмалат тежината на преполнетиот трезор. Еве, например, Министерството за надворешни работи, почитувани дами и господа, правело сметка од само, замислете, 1000 евра месечно в кафана. Еве, ако не вербите, прашајте го. Келнер Горан, не само од Охрид фискални да ми вадите. Стајте вака малце нешто попикантно, да речам, поконкретно. 1000 евра месечно за трошоци за репрезентација. Па цела македонска репрезентација да јајти олку не ќе сме репрезентабилни. Еве на фискалнава. Нели за група. 32.500. Вкусно, нели? Така, поскромно ќе ни направите, дечко, не порција за секого, не. Така скапо ќе излези. Вака поскромно, со боцкање малку да биде. Така, како мезе. Или групава е голема, или апетитов на подписников. Друго јас не гледам. Во Министерство за труд и социјала се купвело, например, еве, леб, млеко, јогурт, така поскромни работи, знаеш дека по социјала се тие, по така труд социјала. Знаеш како е, се немат до толку. Еве, например, во 2016 биле потрошени 88.000 денари за репрезентација. Еве, на фискалниве да видиме шо све имат. Одиме понатаму. Бекутан, влажни марамици.
Изгледа во труд и социјала некој клецат некого. Поуба репрезентација од тоа немат. Чекај да видиме што имат све друго. Еве, банани, портокали, леп, баварски. Опа, јогурт, баланс. Овие социјалци ве пазат на исхрана, ама дефинитивно, знаеш што е исто битно за репрезентација. Еве, државниот секретар во Министерство за култура од бензинска, например, си купувал мастики, цигари, чоколадни бомбони, патни трошоци, како да ви кажам. Значи, вие што мислите? Напад не се ој туку така, само фрлитро бензин и готово, запалија колата, замини. Не, попат треби тубо да ти е, да уживаш малце во патувањето, ке застаниш на бензинска, не можеш цигара да запалиш. Пат, мислам, ти патот, што да речам, иј пубо не оди. Па в затвор да си поубај услови ке имаш. Факт, еве, во Идризово, јавна тајна е дека во македонските затвори се пред поголем криминал отколку на слобода. Тајна било, која тајна, сите знаеме. Нормално, таму во затворот што имат? Криминалци. Што очекувавте да се прави место криминал? Да организират симпозиум за глобални климатски промени, например? Не. Еве, во Идризово за 500 до 1000 евра можеш комотно да си изнајмиш апартман со телевизор, клима, лепотица и поглед кон слободата. Затворениците се жалат дека во библиотеката во Идризово. Ова само како звучи, почитувани дами и господа. Замисли книгата што ја бараш, во ниједна библиотека во Македонија да ја немат и да мораш од библиотеката во Идризово да ја земиш. Поубаво, не читај толку многу. Затворениците се жалат дека во библиотеката во Идризово, место да се читаат книги, се продават дрога. Кој ќе видиш, поубаво да се дрогират човек, отколку Достоевски да го читаш. Да, дрога, ќе се шибниш, за една недела, месец дена, ти испарит од тебе. Достоевски, пазете, за секогаш остан ви длабоко внатре во душичето. Бегај таму чумутие. Затвореници велат дека затворските кантини се прескапи. Мало чоколадо, например, од внатрешни извори ни велат дека мало чоколадо чини 40 денари, шампон 190 денари, во Идризово смешта и храна би било поскапо од Охрид. После за Охрид ке ми мрчите, ќе ве скинам море, љубоморни едни. Кревет дан треба.